Ако се плашеле од Македонија, подобро да играле джамли. Пред мечот меѓу Бугарија и македонската репрезентација во Разград, бугарски провокации сега пристигнуваат и преку спортот. Председателот на фудбалскиот клуб Славија Софија, Венцислав Стефанов, велејќи дека биле големи фаворити против нас, прашува кога тоа ние сме станале држава која би можела да се спротистави на Бугарија. Северна Македонија. Кои се тие Северна Македонија? Која станаха држава? Ние ако почнеме од Северна Македонија, Грузија и Гибралтар да се плашиме, дај да закриеме тоа спорт и да играеме петанка. Стига с тие глупости. Покрај фудбалскиот меч во Бугарија тема е европскиот пат на Македонија. Единствениот начин да биде крената бугарската рампа е условите на Бугарија да бидат вградени во преговарачката рамка, анализира БГНЕС околу можностите кои се на маса за месецов и можното тргнување на ветото. Ова би значило дека и покрај стартувани преговори официјална Софија може да не блокира на секоја од 35 точки за кои ќе преговараме, ако не ги прифаќаме нивните услови и уценувања. Единствената практична можност Бугарија да се согласи да даде согласност за РСМ за почеток на преговорите за членство во Европската унија е ако бугарските услови се целосно вградени во самата преговарачка рамка, која Европскиот совет ќе ја одобри за Македонија. Само така бугарската страна би имала какви било гаранции дека условите што ги има за Скопје во иднина ќе бидат запазени и исполнети. Во случај на непочитување, Софија би имала легитимно право да го санкционира преку Европскиот совет и неговите формати, неусогласеноста за која станува збор. Ваквата можност доаѓа откако пристигна информацијата дека Емануел Макрон ги кани Кирил Петков и Румен Радев, каде ваквата можност за старт на преговори за Македонија би била представена пред политичкиот врв од Софија. Оваа покана веќе беше одбиена од Радев, кој порача дека немало зошто да оди во Париз. Няма напредък по откритите въпроси между София и Скопје. Затова няма и условие за такава моја визита в Париж. Додека бугарскиот народ отворено од своите политичари ги знае позициите во однос на Македонија, кај нас случајот е сосем обратен и покри полните усти самопофалби колку оваа власт била транспарентна, луѓето за разговорите со Бугарија не знаат речиси ништо, освен дека сме немале договор околу спорните точки во моментов.